Координаторот на советничката група на СДСМ од Куманово, Томица Илиќ, денеска одржа пресконференција во врска со општинскиот енергетски план за 2026 година, донесен како одлука од мнозинството советници на последната седница на Советот. Според Илиќ, енергетскиот план е со повеќе пропусти. Најпрво ќе споменам дека во дел 3 насоки, цели и приоритети се предлагаат стратешки цели за кои се вели дека се реални за рурална општина. Куманово се уште не е рурална општина. Понатаму, во истиот дел 3, долгорочна стратешка цел е лето осветлување во нашата општина. Како за подсетување, од 2019 година општина Куманово со договор за јавно-приватно партнерство го има завршен овој процес на поставување на лед сијалици за осветлување. Во истиот дел се препорачува замена на печки за грејење од фосилни горива, најчесто нафта и дрво, со модерни пумпи кои се затоплуваат на електрична енергија која би се добивала од обновливи извори, што е и целта на овој енергетски план, а со тој намалување на потрошената електрична енергија. Никаде не се споменува гасификацијата и дека најголемиот дел од јавните објекти во општина Куманово веќе се гасифицирани. Тука ќе го поставам моето прво прашање. Дали општина Куманово, според овој план кој е усвоен, ќе го исфрли гасот како енерген за грејење и ќе се преориентира кон електрична енергија која би ја добивала до 40% од обновливи извори. Но на самиот крај на документот, конечно преминуваме вистински на општина Куманово. Во прилог 2, каде се наброени иницијативи за општински енергетски план на општина Куманово за 26 година. Вкупно има 45 иницијативи, а за дури 18 се јавува иста фирма. Како директор и дел од собственичка структура на таа фирма се јавува извесен господин Митевски, чие име и презиме се исти со личноста која е позната на кумановската јавност од пред некое време за земјиште кое е продадено на компанијата Lidl, а која подоцно беше идентификувана како роднина на актуелниот градоначелник и како роден брат на колегата советник Дарко Митевски. Дали претседателката на Советот на општина Куманово ги знаеше овие информации и покрај тоа го одби мојот предлог да се повлече оваа точка и ја стави на изјаснување. Дали свесно на почетокот на седницата направи инцидентна атмосфера, се со цел да не се зборува за проблемите на нашите сограѓани со решенијата за данок, за да може да обезбедат подршка од советници на ДПМН за оваа точка.